подпредседателе, почитувани колеги. Јас ќе почнам со една изјава која што ја даде министерот Бочварски на пред неколку дена на Телма телевизија во негов јавен настап, интервју. Прашањето до министерот Бочварски беше зошто се крие договорот подпишан со изведувачот на дел од овие коридори. Одговорот на министерот Бочварски беше: не верувам дека секој граѓанин треба да се занимава со оваа проблематика. Еве, ова беше одговорот на министерот кој се повикува на легитимитетот од граѓаните и кој што подпишува договори врз основа на даночните средства платени од сите граѓани. Тој смета дека нема што граѓаните да се занимаваат со оваа проблематика. Отворете на Телма МК пред 3 дена, ќе го видите и целото интервју на министерот Бочварски. Но и друга една работа што сакам да ја напоменам е дека токму таинственоста на овој договор и тоа што не е достапен ниту за јавноста, ниту за новинарите, ниту за стручната фела на Градежен или архитектонски факултет, ниту за пратениците, како што беше ветено, укажува на тоа дека во овој договор се крие сомнежот за висока корупција. И затоа овој пат Европското знаменце служи само како покритие за високата корупција која што владата веќе ја подпишала, во меѓувреме забележала дека ги пречекорила овластувањата во самото подпишување на договорот и сега со овие интервенции во законот, во другите закони, законот за изведувачот, законот за работни односи, експроприација и слично, се обидува да најде покритие како тие излегувања од законските овластувања да ги санира. Не може да ги поништи, не може да ги укине, не може да исчезнат тие штети кои што веќе се направени, но како барем да се санираат за да се намали одговорноста на подписниците на овој контроверзен договор кој што упатува со својата тајност на висока корупција. Но исто така морам да признам дека никогаш досега министерот Бочварски не сум го видел толку збунет на ТВ настап и тоа сам. Не во дуел со политички опонент или со повеќе политички опоненти, па да кажеме дека некој го испровоцирал или некој имал посилни аргументи или некој поставил незгодни прашања или тези. Во самостојно интервју министерот Бочварски се однесуваше како да не е министер за транспорт и врски, туку како да е заменик, помошник на вице-премиерот Артан Груби. Тоа беше настапот на министерот Бочварски. И мислам дека тој многу добро ја знае причината зошто е збунет и веројатно може да ги претпостави и последиците од таквиот подпис кој што во некој идно време ќе ги посведочи. По однос на овие закони кои што сега се актуелни, денешниот, но и претходните закони, сите ги одликува една иста работа, а тоа е злоупотребата на европското знаменце, бидејќи нема никаде во Европа унифициран закон за експроприација, унифициран закон за работни односи, ниту унифициран закон за стратешки изведувач на градежни работи. И затоа она што може да се очекува не е промена на мислењето или позицијата на парламентарното мнозинство, тоа што може да се очекува е овие закони, откако ќе бидат тука изгласани, да бидат тест за интегритетот на председателот Пендаровски, кој што најави пред неколку дена дека тој не би подпишал закон чија што измена е спротивна на веќе донесената одлука на Уставниот суд, имено работната недела да трае подолго од 40 часа, односно да се измени законот за работни односи, за да се удоволи или да се санира грешката која што била направена при подпишувањето на договорот со изведувачот. Дали председателот Пендаровски ќе ги подпише или нема да ги подпише овие закони, ќе знаеме за недела или две од денес, но веројатно и тоа нема да биде предмет на правна оценка, може би ќе биде предмет и на политичка проценка дали истиот би добил или не би добил поддршка за уште еден мандат да биде кандидат за
председател на владеачката коалиција. Доколку се негативни сигналите кои што тој ги добива од ДУИ и СДСМ, тогаш се зголемува можноста да не го потпише законот за измени на законот во работните односи, кој што е спротивен на одлуката на Уставниот суд, доколку пак му се даде поголемо уверување дека би можел повторно да биде кандидат за председател, тогаш не би било за изненадување и да ги потпише сите закони, вклучително и законот за поголема работна недела, која што е спротивна на одлуката на Уставниот суд. Другата работа што сакав да ја споменам по однос на овој закон денес е што со овој закон, како што ви кажа вашиот коалиционен партнер и поранешен министер за транспорт и врски Љупчо Балковски, со овој закон проблемите ќе бидат многу големи. И сите овие закони можат да значат забрзување на почетната фаза на процесот на овие делови од коридори, но со сигурност поред него ќе значат и заглавување во следната фаза, кој што ќе значи временски одолговлекување и по однос на буџет, дополнителни штети и буџетско оптоварување на државниот буџет. Зошто тоа го велам? Затоа што во самиот договор, кој што можевме делумно барем да имаме увид преку она што беше доставено до јавноста од свиркачи кои што биле вклучени во административниот дел на подготовка на овој договор, е запишано дека секоја грешка во премерот, секоја грешка по однос на сечата на македонски шуми, секоја грешка по однос на проектите, ќе биде плаќана од државните институции. Нема изведувачот да ги плаќа грешките во проектите, туку грешките ќе ги плаќаат Агенцијата Македонски шуми, Агенцијата за катастар, ќе ги плаќа буџетот и граѓаните на Република Македонија. Дополнително, бидејќи проектот ќе се одвива во фази, затоа што нема основен проект, нема детален проект, во моментов има само една скица, како е замислено да се движи изградбата и по која линија, но не се знае ниту составот на земјиштето, ниту структурата на парцелите, ниту градбите на парцелите, ниту собственоста и така натаму. Кога ќе се случи некој проблем и ќе има застој во работата, во договорот министерот Бочварски и директорот Ејуп Рустеми потпишале штетни клаузули каде што му е овозможено на изведувачот, дури и кога се во мирување машините кои што се наменети за градба, заради застој во проектот, тие машини и дневниците да ги плаќа државата од буџетот. И затоа сметам дека бројката од 1,3 милиарди плюс 300 милиони евра за експроприација е паушална и истата ќе надмине 2 милиарди евра. 2 милиарди евра ќе значи дека буџетот на Република Македонија ќе има проблеми со платниот биланс. Буџетот на Република Македонија ќе има проблеми и ние како држава, кога следен пат ќе се побараат било какви финансиски аранжмани со ММФ, Светска банка, ЕБРД, Дојче банк или која да е друга финансиска институција, кога тие ќе побараат за што се трошат наменски или ненаменски средствата од македонскиот буџет и ќе видат какви големи издатоци се даваат и се потпишале како обврски од државата, каматите ќе бидат енормно високи, а и прашање за кои проекти ќе се согласат да ги финансираат. Затоа сметам дека ваквите закони имаат не само штета по однос на прекршувањето на процедурата во собранието, не само што е оштетен интегритетот на пратениците кои што глумеа независни пратеници и ставија подпис на предлог закони предложени од владата, па потоа им ги повлекоа предлог законите, па истите предлог закони дојдоа како предлог од самата влада, туку има и финансиска штета во буџетот на Република Македонија, која што за жал ќе ја трпиме како последица со сигурност во следните 6, 7 или повеќе години, а на сметка на тоа ќе има помалку средства за образование, здравство, култура, земјоделие и сите други области кои што се реални и има реални проблеми и потреби за сите граѓани. Благодарам многу.